Денеска е посебен ден за нас како општина, за општина Студеницани, за жителите на општина Студеницани. Како прво го имаме на посета премиерот на владата на Република Северна Македонија, господинот Кристијан Мицковски, со владиниот кабинет, заменик председател на влада господинот Изет Меджити, заменик председател на влада и министер за транспорт Александар Николовски, министер за локална самоуправа Златко Перински, заменик министер за локална самоуправа Ерџан Селими и заменик председател на транспорт и врски господја Калтрина Зеколи Шачири. Значи, реков од почеток дека е празничен ден за нас, затоа што забележуваме отпочнување на проект капитален за нашата општина, реконструкција на патот од Црвена вода до Мотел Китка, до Преслап. Во должина од 6,5 километри, некаде вредноста изнесува 64 милиони денари, 59 милиони ни го помага владата со првата фаза на ова помошта што го даде на општините и околу 4 милиони нешто кофинансирање од нашата општина. Значи, јас сум многу среќен денеска што владата продолжува да ги помага општините, а посебно руралните општини. За нас е битен многу овој пат, затоа што не само што ќе придонесува за овие жители што остана по овие планински села да се движат подобро, по-безбедно и по-слободно, него овој пат ќе потикнува развој на туризам, развој на инвестиции и мислам дека Скопска околина поубаво место не постои некаде. Ова убавина кој што Господ ни го создал, ние треба само да го чуваме и да ги даваме условите за граѓаните подобро да се движат. Уште еднаш, во име на сите граѓани, им се заблагодарувам на владата, на сите министри кои што не почестија со нивното доаѓање денеска тука и за помошта што ја дават на општина Студеницани. Ние и за втората фаза како општина сме аплицирали уште со 6 проекти кои што се многу битни и потребни за нашата општина. Како прв проект кој што сме аплицирали на следната фаза е водоснабдување за селата Долно Количани и сите овие села што имат проблем со водоснабдување. Уште еднаш, значи, фала многу што го поддржувате општина нашите проекти и продолжуваме со уште други проекти. Ова е само првиот чекор. Faleminderit. Po sot është një ditë e veçantë për gjithë neve, për mua si kryetari i komunës dhe për qytetarët e komunës së Studeniçanit, pasi që në rend parë kemi për vizitë kryeministrin me kabinetin qeveritar, kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, zotin Hristijan Mickovski, zëvendës kryeministrin Izet Medžiti, zëvendës kryeministrin e ministrin e transportit Oliver Nikolovski, Aleksandar Nikolovski, ministrin e pushtetit lokal Perinski dhe mysafir të tjerë. Edhe njerë du të thamë që është për neve ditë gëzimi, ditë e veçantë, pasi që po shënojmë fillimin e punimeve të një projekti shumë të rëndësishëm për qytetarët e komunës tonë. Do të bëhet rikonstruimi rrugës nga fshati Crvena Vodë deri në Preslap, Kitkë. Gjatësia e këtij projekti, kësaj rrugë është 6,4 kilometra. Vlera e projektit është 64 milion, ku 59 milion është finansim nga qeveria në fazën e parë të projekteve që i ka përkrah komunat dhe dikun 4 milion kofinansim nga komuna Studeniçanit. Ky projekt është i rëndësishëm jo vetëm për lëvizjen e lirë qytetarëve që janë në këto vendbanimet malësisë komunës tonë,
подот дикој еден на жвилимине туризми, то дикој на жвилимине инвестиме të ndryshme, pasi që Zotin e ka falë këtë natyrë, këtë vend bukur dhe nuk e di Shkupi me rrethina ka vend më të bukur. Po ne kemi për obligim që ti ndërtojmë kushte, infrastrukturë, që njerëzit edhe të lëvizjen më lirshëm, edhe ti shfrytëzojmë këto gjitha. Mirë po kjo është vetëm një hap e asaj që qeveria po i ndihmon komunat tona. Ne në fazën e dytë kemi aplikuar edhe me 6 projekte kapitale që janë shumë të rëndësishme. Unë do ta përmendi vetëm njërin nga ato, projektin që e kemi filluar para shumë viteve, ujësjellësin nga liçenet e Sallakovës për vendbanimet e Malësisë deri në Koliçan të poshtëm. Kemi aplikuar edhe me këtë projekt dhe shpresojmë që do të hasim në përkraje edhe të këtyre projekteve, po edhe në të ardhmen shpresoj se do të kemi përkraje. Edhe njerë nga zemra i falenderoj për ardhin këtu që janë kryeministri me kabinetin e tij dhe për ndihmën që japin komunës Studeniçanit, po përgjithësi edhe komunave të tjera. Faleminderit shumë. Благодарам. Овој проект, оваа инвестиција која што денеска ја промовираме во општина Студеничани во местноста наречена Црвена вода е само доказ дека за оваа влада не постојат заборавени општини. Помагаме онаму каде што е најпотребно, а тоа се руралните средини со сите оние предизвици кои што ги имаат во дел на капиталните инвестиции. Оваа радост која што ја видовме денеска од мештаните овдека навистина говори дека владата трасира пат кој што е базиран на потребите, исклучиво на потребите на граѓаните, и во таа насока ќе продолжиме за да го смениме, да ја подобриме инфраструктурата и навистина да го подигнеме квалитетот на живот на сите граѓани на цела територија на Република Македонија. Ви благодарам. Добро и од мене, добар ден. Многу кратко да не се повторувам, сакам само две нови добри вести да споделиме. Едната е дека привршуваме реконструкција на локален пат во село Студеничани, 840 метри е вкупната должина, и второ, во тека е тендерска постапка во село Моране, реконструкција и целосно изградба на нов пат во должина од километар и 300. Двата одат преку средствата кои што Министерството за транспорт ги обезбеди преку кредитна Светска банка, и ова ти е дополнително на поддршката која што владата ја даде и минатата и оваа година, секако ќе ги дава и во годините кои што доаѓаат. Ја благодарам уште еднаш. Сега е окей? Pra, sot ndryshimi në ndjen kryetarët e komunave, ndryshimi si ka qenë me qeveritë e kalume dhe si është me qeverinë e tanishme. Në kaluarën, domethënë, me rëndësi ka qenë që komunat të jetë e proveniencës qeveritare. Sot kjo qeveri me rëndësi e ka qytetarin dhe jo ngjyrat politike. Dhe në kaluarën me buxhetet e tyre komunat, me atë shkallë të decentralizimit, nuk ka mund të bëjnë pothuajse asgjë në interes të qytetarëve. Sot komunat duhet të kenë vetëm projekte, ndërsa me financa rrit qeveria, sepse kjo qeveri pra e mbështet decentralizimin, e mbështet pushtetin lokal dhe me këtë i mbështet qytetarët. Thjesht pra nëse i rrumbullaksojmë projekte si ky sot 1 milion euro, kjo qeveri deri më tani domethënë ka në program për të ndarë 450 milion euro. Pra prej gjysmë vitin e kaluar dhe gjithë tanë këtë vitin, nëse bëjmë përpjestimin, del që çdo ditë ne qeveria do jemi dikund në një vendbanim, në një komunë me projekte të këtilla konkrete që zgjidhin probleme konkrete të qytetarëve. Pra me këtë ndihmohet zhvillimi ekonomik lokal, ndihmohet turizmi, ndihmohet ekologjia, pra ndihmohen komuna, ndihmohen qytetarët. Kratko, mislim дека сега евидентно е и тоа го промената е чувствуваат граноначалниците, прават разлика денес и вчера како беше. До вчера, значи од прошлите влади, многу битно беше дали е од владината коалиција, денес ова влада не му е приоритет. Тоа приоритет му се граѓаните. До вчера децентрализацијата беше на ниско ниво и општините беа само да ги служат со плати вработените и нешто малку, нема можност за вакви крупни проекти. Денес од владата
значи е одговорот само дајте ги проектите, финансира владата на Република Македонија, конкретни проекти и ако ги поделиме како овој денешниот проект кој што е 1.000.000 евра, да се заокружи ова влада пола година лани ова година дава за децентрализација најмалку 450 милиони евра. Тоа значи дека секој ден на било која општина во интерес на граѓаните имаме отпочнување и реализација на вакви конкретни проекти кои што се за доброто на граѓаните, за зајакнување на децентрализацијата, и голема инфузија за малите и средни предпријатија домашни, и мислам дека ова не сега го почесуваат градоначалниците, но во наредните денови, наредните месеци, тоа видно ќе го почесуваат и граѓаните низ цела Република Македонија. Министре, само прашање, имам нешто надвор од темава. Во Липково веќе 10 дена гори депонијата, тоа не е во ваша надлежност, тоа е ставот на вашето министерство, но од друга страна општината бара помош бидејќи не може да се дислоцира таа депонија и од втора страна барат конечно решавање со регионални депонии за да не се собираат ѓубришта и да го загрозуваат здравјето на граѓаните. Првото прашање, ќе помогнете, второто, кога ќе се реализира регионалните депонии бидејќи децении веќе се најавуваат? Мислам дека фала на прашањето, без разлика чива е ингеренција, ќе помогнеме и за депонијата што гори, ќе им излеземе во пресвет и за овој проблем на општините и граѓаните. Во однос на регионалните, тоа беше забрзнат процесот и со кредитот од ЕБРД и со Европската инвестициона банка, кои што едните беа 50 милиони за инвестиции во подземната инфраструктура, другото значи преку ЕБРД значи на регионалните депонии. Мислам дека веќе во наредниот период, во многу денови се во прашање, кога ќе бидеме сведоци на отпочнување прво Свети Николи, работиме интензивно и за Битола, работиме и другите регионални депонии, но нема да застанеме тука. Значи работиме и во втората фаза, значи рециклирање кој што е најбитно во однос на депониите. Може на албански ве молам исто? Па para assistir ingrențate cuitian de dimojm edhe komunën e Likovës edhe qytetarët e Likovës, edhe me deponit e egra, ndërsa sa i përket deponive regionale, të cilët kanë qenë të bllokuara, dy kredi, pra një është nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe tjetra nga Banka Evropiane për Investim, sepse në të kaluarën, domethënë më me rëndësi kanë pas se kush i udhëheq komunat, a janë të partisë së tyre apo jo, për ne më rëndësi janë qytetarët, prandaj ka zhvillim mjaft të madh, domethënë sa i përket edhe projekteve infrastrukturore, të infrastrukturës nëntoksore nëpërmjet Bankës Evropiane për Investim dhe Bankës Evropiane për Zhvillim. Mendoj që shumë shpejt do jemi dëshmitar bashkarisht në fillimin e punimeve në Svetin Nikol me deponinë regionale, po punojmë në deponinë e Manastirit dhe do vazhdojmë pra në Pollok dhe gjitha tjera. Gjykata penale vendosi që ta dërgojnë në raportin në Shuk Asmeria Hoskën. Çfarë kjo është pas një, domethënë ndodhet për shkak të presionit publik dhe nga ana qeverisë apo E para, domethënë ne qytetarët e dinë dhe domethënë është fakt që ende gjyqësia dhe prokuroria nuk janë të çliruara, janë të kapura dhe mundohen domethënë deri në fund që mos të zbatohen ligji, mos të zbatohen vendimet. Mirëpo dje porësia është e qartë pra që askush nuk është mbi ligjin dhe sidomos pra që korrupsioni luftohet dhe shkalla e tolerancës është zero. Dhe kjo vlen për gjithë domethënë që e ka shkel ligjin kaluarën. Значи евидентно и ова е аргумент дека се уште судството и обвинителството не се ослободени и се обидуваат се уште да влијаат лошо на процесиве и тогаш кога има јасни одлуки и јасен криминал кој што не е само корупција, туку засегнат значи и животната средина, збориме за мазутот, но мислам дека пораката беше јасна од оваа влада дека борбата против корупција има нула толеранција и никој не е над законот без разлика значи кој иде.
Гоце? Океј. Томане мислам дека се. Добро, еве и од мене добар ден. Јас навистина сум среќен што денеска се наоѓам овде, на ово преубаво место. Немам што да додадам во однос на овој проект, на тоа што веќе претходните говорници го кажа, од аспект на технички карактеристики, од аспект на буџет. Мене ќе ми дозволите само да му се заблагодарам на градоначалникот и да му честитам за посветената работа, еве што изготвува проекти, со тие проекти аплицира во оваа владина програма, за да можеме ние да реалоцираме средства од централниот буџет и да поддржиме ваков тип на општински проекти. Да се заблагодарам на моите колеги од владата, членовите на владата, на советниците, на администрацијата овде во општина Студеничани, на сите оние кои што работат за доброто на граѓаните. И се додека функционира сето ова вака како што функционира, ќе има проекти кои што значат поквалитетен живот на граѓаните, покомфорен живот, поубав живот. Ние немаме намера да заборавиме ниту едно место на целата територија на Македонија. Ќе инвестираме секаде. Тоа го правиме еве веќе 9 месец, покажуваме еден поинаков начин на функционирање на влада. Еден од претходните говорници кажа дека порано се инвестираше во општини кои што не беа градоначалниците од опозицијата, се бираше од која политичка партија се, ние немаме таква намера. Инвестираме секаде и ќе продолжиме така и да се однесуваме во иднина, да покажеме еден поинаков карактер, едно поинакво однесување, бидејќи граѓанинот, македонецот, албанецот, турчинот, србинот, ромот, бошњакот и сите останати, влавот се центарот на нашето внимание и сите ние заедно ќе работиме за нивно подобро утре. Така што уште еднаш еве да им посакам уште многу проекти овдека во општина Студеничани и поубав и покомфорен живот на граѓаните во општина Студеничани. Ви благодарам. Ако имате други прашања, ви стојам на располагање. Ајде. За темава премиер граѓаните ве праша вам, па и нам ни кажа да ве прашаме да пренесеме за вториот дел на проектот до Алдинци, кога патот и за водата што ве праша стариот. Кога вода? Па еве, слушнавте од градоначалникот дека сега во втората фаза, односно во вториот дел од јавниот повик што оди преку Министерството за локална самоуправа, веќе имаат 6 проекти подготвени. Дел од тие проекти ги опфаќаат и овие кои што вие ги споминавте, и водоводните системи во Количани и останати други патни правци. За жал, многу малку е инвестирано или во изминативе децени, но ние таа перцепција, таа слика имаме амбиција да ја смениме и гледате, еве правиме еден проект кој што има вредност од точно 63 милиони денари, 59 милиони се обезбедени од практично централниот буџет, останатите средства се обезбедени од страна на општината и се додека оваа синергија функционира безпрекорно, граѓаните ќе ползуваат придобивки од сето тоа. Ние немаме намера тоа да го смениме без разлика во која општина работиме, од која политичка партија е градоначалникот, бидејќи ние сме избрани од граѓаните, ние сме влада на сите граѓани и така ќе се однесуваме. Може надворот има, дали владата планира нов оперативен план за вработување? Да, владата планира овој месец, март месец, да го донесе новиот оперативен план за вработување, со што ќе бидат издвоени нешто помалку од 40 милиони евра, мислам, негде околу 38-39. План за вработување. Има најави за нова прва емисија на акции од една македонска компанија. Проблемот е во тоа што Комисијата за хартија од вредност нема председателство, што се судираат со статутарен проблем кој да ја свика седницата за да се изгласа, односно предложи проспектот. Ќе именувате ли председател на Комисијата за хартија од вредност, бидејќи ќе биде добра вест за македонската економија, македонските фирми ако имаме прва ИПО во
Македонија. Да, видете, знаете дека претходната председателка на комисијата си поднесе оставка и сега има процедури кои што се врзани со законски временски рокови. Тие се почитуваат, процесот трае во рамките на парламентот, тоа не е во надлежност на владата. Очекувам овој месец тој процес да се заокружи, да се избере новото раководство на Комисијата за хартија од вредност и ова што вие го споменавте да се операционализира. Јас поздравувам и поддржувам секогаш иновации. Се сеќавате во минатото, како политичка партија, отпочнавме еден процес на издавање општински обврзници. Се сеќавате тој процес како заврши, не најде на разбирање од страна на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Ние така нема да се однесуваме, ние секоја ваква иновација, активност ќе ја поддржуваме и со полно срце би ја поздравил и очекувам до крајот на овој месец тој процес во рамките на собранието да се заокружи, бидејќи е ингеренција на собранието, а не на владата. А дали ќе продолжите со општинските обврзници, например да се раздвижи пазарот на обврзници, бидејќи тој ќе природно има пад во моментот, бидејќи денационализацијата завршува полека тргувањето. Ќе поттикнете ли малце тргување на брза и поддршка на државата, бидејќи државата неколку пати помагаше и од берза вика тоа беше добро. Во овој момент сме фокусирани на овој проект кој што е навистина значаен. Повеќе од 350 милиони ќе бидат инвестирани, негде околу 21 милиарда денари во овие први два повика и цениме дека на тој начин најголемиот дел од потребите на граѓаните и општините ќе бидат затворени. Но и понатаму ќе продолжи да се инвестира доколку има потреба, се разбира. Дали тоа ќе биде директно преку буџетот или ова што вие викате ќе се обидеме да стерилизираме ваков тип на финансиски инструменти, се е опција, не велиме не. Битно е дека најголемиот дел од општините се консолидирани и еве уште една добра вест за македонските граѓани. Набргу од денеска ќе ги финализираме преговорите за отприлика половина милиарда евра. За сега ќе задржам името на државата, настанува збор за европска земја. Пари кои што ќе бидат вложени во реконструкција на локални, регионални и експресни патишта, што повторно ќе значи бенефит за општините. Општина со општина ќе се поврзуваат со локални, со регионални патишта и сето тоа заедно со Министерството за транспорт и со подпредседателот на влада и министер за транспорт го проценивме на вредност од половина милиарда евра. Државата Македонија се гради и тоа е добро. И треба да продолжиме да ја градиме, затоа што ние друга татковина немаме. Господин Мицкоски, започнавте инвестицијски циклус во образованието, пред неколку дена најавивте изградба на училишта. Во што друго инвестирате во образованието? Образованието е еден од главните приоритети на оваа влада. Во моментот имаме инвестицијска активност од околу 2 милиарди денари за проекти во образованието, повеќе од 30 капитални инвестиции, 7 комплетно нови училишни згради, 20 се реновираат, спортски сали во Струга и во Битола, отпочнуваме со спортските сали Кисела вода и аеродром. Во план е продолжување на проектот за реконструкција на универзитетите, односно зградите на факултетите Финки и ФФК, отпочнуваме со кампусот Мајка Тереза, така што образованието представува еден значаен фокус на оваа влада и така ќе продолжиме да се однесуваме. Истовремено ќе продолжи инспекцијскиот надзор на оние високообразовни институции, но и оние други образовни институции кои што не ги исполнуваат стандардите, ќе бидат опоменати, доколку не превземат ништо во насока на исполнување на стандардите, ќе мора да бидат затворени. Затоа што нашите деца треба да добијат европско знаење, а тоа може да го дават институции кои што ги почитуваат законите и кои што нудат таков тип на пренос на знаење. Така што реформата во образованието е навистина опсежна. Знаете, оваа година учениците нешто што не е за фалење ги добија. Книгите на 1 септември исто ќе биде и во следната година. Ние пред 10-15 години зборувавме за компјутер за секое дете. Денеска сме среќни ако има секое дете учебник, но за жал имавме цунами 7 години, кој што за жал и тоа не можеше да го направи
онаа влада на СДС му идуи, па мора оваа влада буквално сите тие елементарни работи да ги прави. Премиере, уште едно прашање имам. Мали или речиси никакви се шансите дека Македонија ќе издействува репреговарање на преговарачката рамка? Од друга страна, имате ли вие оптимизам некаков дека ќе добиеме гаранција од Европа дека нема да има нови блокади по евентуалните уставни измени? И ако не добиете такви гаранции, дали ќе излезете пред граѓаните да кажете да, еве, блокиран е патот кон Европската унија? Како човек и политичар, ќе сторам се што е во наша моќ да граѓаните добијат европска иднина. Без разлика дали тоа Европа сака да не прими кај незе или ние ќе ја донесеме Европа овде. Тоа е мој личен приоритет. Бидејќи јас сум сепак редовен универзитетски професор, образувам млади луѓе и знам дека тоа е иднината на оваа земја, нема друга. Дека во овој момент имаме обструкции кои што немаат никаква врска со европските вредности, факт е, тоа сите знаете, имаме. Дека се бориме да ги надминеме, се бориме. Дека има рок, нема рок. Се додека немаме јасна европска перспектива, ќе преговараме и ќе се трудиме да го одблокираме овој процес. Ќе сториме се што е во наша моќ. Нема откажување. Нема никогаш да излезам малодушно пред сопствените граѓани да кажам блокиран ни е патот, нема иднина. Ќе се борам, се додека функционирам. Кога нема јас да функционирам, ова ќе го пренесам на оние кои што ќе бидат во владата мои наследници, ќе им пренесам што сме правеле и ќе им дадам смерници што мислам дека треба да плават. Дали тоа ќе го прават, тоа си е нивна работа. Никој не е вечен. Луѓето се минливи и менливи. Делата кои што остануваат позади нивната работа говорат дали направиле нешто за граѓаните или не, дали направиле нешто за државата или не. Јас верувам дека во овие 9 месеци како претседател на владата правам добро за граѓаните. И тоа граѓаните го покажуваат на анкетите и на јавното мислење. Верувам дека членовите на владата прават добро за граѓаните. И знам дека сите тие се мотивирани да направат проект повеќе, да испорачаат нешто плюс за граѓаните. И се додека е така ќе функционираме и ќе работиме. Нема никогаш, веруете, никогаш да излезам и да се предадам и да речам оваа битка е загубена. Не. До последно ќе се бориме и ќе се обидеме нашите аргументи да ги пренесеме, се со цел овој процес да го одблокираме и да добиеме вистинска европска иднина, а не билатерални прашања од средниот век да не бидат кочница, да не можеме да зборуваме за вистински европски прашања кои што се поврзани со 22 век. Тоа значи дека ни во отсуство на гаранции нема да има промена на курсот на надворешната политика на земја? Апсолутно. Апсолутно. Ние ќе продолжиме да се стремиме кон Европската унија. Тоа е нашата цел и тоа е нашата крајна дестинација. Дали ќе го одблокира Европската унија поради барањето не на земја членка да го блокира овој наш процес, тоа зависи од самата Европска унија, не зависи од нас. Ние дадовме премногу, како ниту еден народ, како ниту една земја за таа Европска унија. Сменивме име, сменивме знаме, сменивме банкноти, устави менувавме. Што све не направивме, какви ти све не кнедли понижување истрпевме, и како народ, и како граѓани, за жал, се наоѓаме на истото место каде што бевме пред 25 години. Сега треба некој таму во Брисел да погледна кон себе, дали на вистина сака овој регион да го види и оваа мала земја во срцето на Балканот, малоубројна земја во срцето на Балканот, со луѓе со големи срца во Брисел. Премиере, верувам ги следите случувањата во соседна Србија и ги слушате информациите од таму. Таму знаете денеска се подготвуваат едни навистина масовни протести. Информациите од тамошните медиуми говорат дека неколку земји соседни на Србија, односно структури од соседни земји на Србија, наводно учествуваат во некакви сценарија кои што евентуално би требало да се случат за одредени немери, за рушење на тамошната актуелна власт. Најпрво, дали имате вие вакви информации, бидејќи бевме споменати ние како држава, и како ја оценувате безбедносната состојба во нашата држава, дали се тоа може да се рефлектира и кај нас? Нормално е да ја следиме, неодговорно би било да не ја следиме состојбата со нашите соседи. И врз основа на тоа сме подготвени за предизвиците доколку постојат такви, имаме разработено сценарија, се разбира, но не очекувам прелевање кај нас.
што се однесува до наше учество, нашата политика е јасна. Ние ниту сакаме да ни се мешаат во нашите внатрешни работи, ниту пак ние ќе се мешаме во внатрешните работи на било која друга земја. Нашата домашна задача е наша домашна задача, а домашната задача на другите земји си е нивна домашна задача. Доколку некој побара помош од нас, советодавна, било каква, тука сме во рамките на законите и уставот на Македонија да овозможиме такво нешто. Доколку не, повторно, ние ќе си ја гледаме нашата задача, затоа што имаме ние работи кои што дома треба да си ги решаваме и ниту имаме амбиција, ниту пледираме, ниту сакаме да бидеме дел од внатрешните работи на било која една земја во светот. Премиерот вчера кривична судија преиначи одлуката од притвор на притвор за собственикот на Путско Петрол Асмир Јавски. Смета дека ова се случи поради притисокот од јавноста и ваш притисок или пак се обидуваат навистина да си попочитуваат законот? Не знам, ќе треба да добиете коментар од судиите. Ваш став? Па, Како тоа е мој гледате став. ситуацијата? Не можам јас да коментирам од името на судиите. Сум рекол дека не ги коментирам судските одлуки и така и ќе продолжам да се однесувам. Без разлика дали тие ми се допаѓали или не, јас нема да ги коментирам, така што зашто се овие променливи одлуки ќе треба можеби од нив да побарате мислење. Добро, од друга страна гледаме на која видна битка меѓу власта и ССМ. Денеска вашата партија соопшти дека неговите ставовите на Трендафилов излегуваат од кујната на СДСМ и дека ќе соопштите неговата максимална плата. Мислам, зашто се случува ова? Видете, оваа влада може е единствена во историјата на независна и демократска Македонија која што не доби 100 дена. Од прв ден бевме нападнати, од втор ден бевме нападнати, перјаница на целиот тој процес беше лицето кое што го споменавте, кој што ја злоупотребува институцијата. Таа институција, и знам сигурно дека сите не се истомисленици во раководството. Сигурно знам. За жал, наместо вистински борец за правата на работниците, тој отпочна да се пресметува со мене и со владата. Денеска, последниот штит на поранешната владина коалиција, а денешна опозицијска коалиција Левица, ДУИ и СДСМ, се неколку суди обвинители и ова лице. Тоа е последниот браник на некои минати времења и на денешната опозицијска коалиција Левица, ДУИ, СДСМ. Ние како влада имаме принципиелен став и ќе се држиме до нашите принципи. Благодарам и на вас.